Šeri, što ke готвиме денес? Здраво гледачи! Денеска, Шери, што ке готвиме денес? Секој ден, што ке готвиме? Да, неколку пати тешко, неколку пати лесно. За мене е секогаш лесно. Не секогаш лесно, ама иде. Ке се снајдиме. Фрижидерот е тука, намирниците се тука, да најдиме нешто да готвиме денес. Епа, јас денес, инспирацијата ми оди со мелено месо. Одиме прво со тоа. Мелено месо. Ке ми треба кромит, ке ми треба малку, неколку намирници, малку нешто посебно. Ајде, ке му ставиме на мала пиперка што ни останува тука. На крај да биде малку лутко. Што можеме уште да употребиме? Такви ствари домат? Не. Ама, со тоа ќе правиме шпагети, ќе земиме доматен сос, ајде, шпагети, домато пасата, мелено месо, една пиперка и овде имаме стар кромит, обавезно. Нема многу намирници денес, ќе му додаваме малку од тревки и све тоа, ќе правиме топчиња од мелено месо, ќе ставиме во доматен сос, ќе правиме шпагети со тоа, ќе му ставиме малку и кашкавалче на крај и све. Како ќе биде убаво. Ова ми посетува малку на детството. Многу сакав кога баба ми правеше така топчиња од мелено месо со доматен сос. Многу убаво. Ајде, да го отвориме ова месото, да видиме што Андреја ни направи како убава мешавина од мелено месо. Вау! Топ! Ова се гледа од тие преубаво. Супер! Ајде! Да земе еден сат, за да мешаме ова мелено месо. Остави ми тука. Така. Хоп. Ова го фрламе. Тука. Во ова. Што ќе му ставиме? Едно јајце. Да се стегне. Хоп. Валя. Му ставиме малку презла. Окей. Ќе му ставиме обавезно сол. Едно, две, важна сол. Му ставиме малку бибер. Така. Малку повеќе бибер. Многу го сакам вкусот на бибер, на вистина. Ова му дава посебен шмек, што го обожавам. Малку, овите зачини, медитерански зачини, и тоа му дава така посебен шмек на ова мелено месо. Така, добри сме, ќе му ставиме малку Макдоналдс внатре, и расечам овде малку парче од Макдоналдс, така. Убаво да се има секогаш така свежи тревки на располагање. Јас секогаш во мојата кујна мора да имам свежи тревки. Без тоа не готвам. Така. А малку Макдоналдс, ќе имаме преубава смеса. И ова овде што останува. Топ. Лажица. И ќе почнеме да мешаме ова супер смеса. Почнувам со лажица, ќе завршам со раците, ќе биде поубаво. Сега од почеток, ете така, да направиме парчиња, да може полесно да се меша. Ќе оставиме ова да почне да се топли, така ќе можеме тава и директно да ги печиме топчињата. Што правам јас? Ги печам прво во тава, во меѓувреме ја правиме сосот, ќе треба да ги ставиме тестенините да се варат и на крај ги мешам топчињата во доматен сос и имаме комбинација врв. Така, ова еден дел е мешано. Ќе го оставиме сега малку да се упие, во меѓувреме обавезно тенџере за тестенините, тава за месото. Хајде, валя. Ова се топли овде и второто ќе се топли, така ќе бидиме спремни за понатаму. Вода. Тоа е во кујна, секогаш кажувам, ви треба минимална организација. Ако немате организација, дењето ќе ви трае 2 сати за да го сготвите. Овде си има ред. Се знае. Вода
малку сол, тестенините овде ќе се варат, тавата се топли за топчињата, додаваме малку зејтин и печката да почне исто да се топли. А ние одиме со топчињата. Сега, слободно со раците убаво го мешаме. Ета. Супер, каква убава смеса. Многу ми се допаѓа. Така. Воля. Топ. Можеме да вадиме од садот. Така. И ова тука. Ќе почнеме да правиме топчиња. Правиме мали топчиња. 2 залак. Ова, таман. Така. На брзина. Ни дебели, ни мали. Точно што ни треба. Гледајте да ги правите сите исти, ако не ги правите исти, едни ќе бидат како да кажам, попержани, поварени, а другите ќе бидат малку живи. Така, сега не земате вага, џабе. Мислам оти ова, вака, добри сме. Ова е сос, ќе оставиме тука, за да се гледа како ги правам топчињата. Тоа е најважното. Слушам оти водата почнува да се топи, да врие. Полека. Овде топчињата. Ова е помал. Не оди така, Марк. Не ми се допаѓа така. Мора да бидат сите исти. Тоа го кажав, додаваме. Така. Уште едно. Работа има. Мора. Колку ќе направиме? Ќе се најадиме вечер. Мислам, оти ќе биде одлично. До сега сме 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ќе имаме за јадење. Како секојаш кажувам, не можам јас точно да готвам за двајца. Не може. Ние секогаш имаме еден гостин што доаѓа. Или децата, или внуците, или нешто така. Имаме секогаш некој плюс што поминува. Мора да се има за сите да јадиме. Овде ќе правиме 2 помали, така, да го завршиме целата смеса. Имаме 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16 топчиња. Ајде, одиме. Тавата е топла, ги ставаме натре. Почнува да се печат. Јас ќе се бришам даската, раците. Така. Ајде. Едно завршено. Одиме понатаму. И ги ставиме тестенините полека да се варат. Ете, маса чиста. Тестенините. Шпагети 8 минути. Број 7. Не сакат. Нормално секој што вам ми оди. Вуаля. Јес. Тестенините 8 минути. Ма ќе биде малку повеќе сегаш кажувам, ама имаме време, полека све се прави. Можеме да смениме место, така да се гледат топчињата напред и тестенините се варат позади. Полека, ова. Ајде, ќе правиме сосот. За сосот ќе сечиме малку кромит, не, ова не. Пола. Вака. Убаво да го исчистиме кромидот. Првиот дел го вадам јас секогаш. Вака. Супер. Исчистено. Убаво. Кромит. Ова го вадиме. Вака. Топчињата да пазиме полека
ги превртиме. И да, почнува да фаќат боја. За да ми е полесно, ги извадам така. Супер. Слушамо ти, печката дојде на температура, ме вика, кажи, ајде Марк, ставај во фурна, уште малку. Мора да фаќат убава боја овие топчињата, да се печат надвор, за после кога ги ставам во редна, да остануваат сочни внатре. Това е секогаш мојата тактика, да кажам, за готвењето. Многу сакам све што го правам, дали риба, дали месо, да биде печен надвор и внатре да остануваат соковите, да биде убаво сочно. Ете, ќе оставиме малку да се подпекува. Ова, тестенините, полека водата се топли, ќе ги ставиме внатре. Одлично. Одиме со кромидот за сосот. Ситно сецкан кромид. Така. До крај. Одлично. Ќе правам вака. Хоп. Така. Кромит. Се што останува на даската, оставиме во садот. Така. Мала пиперка, ова е лута. Нема да му ставиме многу, за да не ни љути премногу. Ова. Вадам тука. Така. Ке сечиме исто маликоцки. Чекај да пазам на... Оп. Топшињата овде. И само ти сме добри. Ќе можат да одат полека во редна. Да. Уште едно. Така. Како убаво мирисат. Пак ќе биде проблем, знаете што, убаво ќе јадеме. Вака. Ова ќе оди во редна. Ајде. И вуаля. Оди сега за 10-12 минути. Тестенините се враќат напред, овие полека исто се варат. Одиме со мало тенџере, ќе почнеме да го правиме сосот. Дали да го правам со ова? Да, може. Така. Нека се топли. Оставаме малку зејтин. Ќе го ставиме кромидот и пиперката да се пропржуваат. Ето, правиме сосот. Пак ќе кажам, тестенините се варат. Топчињата се во редна. Полека се си оди. На рад. Валя. Ситно сецкано. Така. Да. Таман. Да го ставиме малку нешто друге меруди внатре. Имаме копар овде. Навистина копар. Убаво ќе ми оди тоа. Супер. Многу го сакам овој мирис. Копар, многу е употребено во турската кујна. Навистина знам во Македонија се употребаме поретко, ама во турската кујна го има секаде. Така. Океј. Топло? Да. Ова да го фрлиме. Вака. Ајде. Тестенините. Таман. Океј. Овие ќе се варат сега. Некако го кажам секогаш, не чекам да водата да врие. Навистина тоа се правилата, што ќе кажат колегите, треба водата да врие, треба тоа. Океј, почитувам, ама ова е мојот начин на готвење. Оди побрзо, а исто е вкусно. Ова зетинот тремен. Пиперката, кромидот, копарот,
Како убаво мириса. Вау. Топ. Да измешаме. Да не ни изгори. Одлично. Чекаме малку само да фати боја кромидот, да почнува да биде така малку прозирно и тогаш ќе му додаваме пасата, томато пасата. Овде. Од подравка. Така, капачето. Вртам и мирисот се врти со мене. Како е убаво. Многу ми се допаѓа. Топчињата и они се добри. Да дзирниме, а пред да дзирниме, одиме со рекламите. Шери, што ќе готвиме денес? Ете, како кажав, кромидот почнува да биде прозирен. Сега е таман да се стаи домато пасата. Океј, тестенините овде до каде се? И тестенините уште малку ќе бидат спремни. Многу се убави овие шпагети, ми се допаѓаат. Намислам, злато полје. Уау. Браво. Мислам оти за двајца ќе биде голема порција. Знаете, оти тестенини, кои ги јадите како главно јадење, една порција тестенини е околу 125 грама сува. Која е варена, она се дуплира, околу 250. Затоа, кога ставате како гарнир, да кажам тестенини, ставете околу 80 до 100 грама максимум. Ете така. Мало совет така на брзина. Пасата, ајде. Даваме. Може целото. Така. Одлично. Стои така. Јас секогаш му ставам малку шеќер. Знаете, ова мене навика и на вистина мене многу ми одговара. Зошто? Заради киселини. Шеќерот му вади киселината на доматот и ви е многу по-лесно. За јадење, за варење не ви остава киселини. Овде не ставивме зачини. Мора да додаваме малку сол. Исто малку ќе ставиме микс од бибер. Имаме копар, имаме кромит, имаме мала пиперка лута. Многу добро ќе биде. Ние полека можеме да кажеме оти сме при крај. Гледам оти и топчињата сме добри, уште малку време. Што ќе правиме? Ќе ја мешаме ова доматиот сос, ќе ги ставиме на топчињата. Овде чисто да се стопли заедно, вака, со кромидот, со копарот и со пиперката. И сега ќе можам да го вадам и да ги стам топчињата. Ете, ги вадиме топчињата. Топчињата они се при крај пржени. Ете, уште мекички малку се. Валя. Топ. Тестенините и они се, да кажеме, уште малку ќе бидат спремни, ал денте. Топ. Така, ова сега. Така. Како убаво изгледа. Сега ќе оставиме 2-3 минути да се вари тоа заедно и ќе можеме да сервираме. Шери, ќе дојде. Она, кога дојга, Марк, што јадиме? Шери, што ќе готвиме денес? Па готвевме денес, направивме. Се надевам сега, оти заради емисијата, мажите нема да ме мразат. Оти жените ќе кажат, глеј, Марк, само готви за жена му, А вие ќе мора да правите исто. И вие ќе мора да готвите за вашата омилена половина. Пата. Вуаля, гледајте како изгледа убаво. Убав резултата. Топчиња во доматен сос. Топ. Ете така. Сега ако сакате можете да сервирате со една салата или топчињата, освен да бидат сервирани со шпагети, да биде со ориз, со пире кромпир, со компири. Навистина, има многу можности. Ама мислам за мене, најдобрата комбинација е со тестенини.
Ете тестенините, они се при крај. Ке ги сцедиме. Да. Топ. Аля. Ајде. Капакот. Така. Чупс. Ајде. Окей. Вака. И полека одиме на сервирање. Вака. Оставиме малку вода внатре. Така, ништо повеќе. Може да се врати на ринглата. Ринглата ја ставаме на минимално. Има уште топлина, да кажеме, под тенџерето. И тоа, останата код од водата што е тука, ќе му дава топлина на сите тестенини. Ако ја вадите целата вода, они ќе може да изгорат, да се лепат. Ама, за да на крај не се лепи, што му ставаме? Малку зејтин и мешаме. Така. Вау. Топ. Одиме на сервирање. Убави длабок тањери или големи. Како да направам тоа? Се мислам, ајде, ќе направиме на големи тањери, поубаво ќе изгледа. Така. Океј. Ова тука. Видовте? Со малку наминици, шпагети, мелено месо, доматен сос, кромит, пиперка, копар, направивме еден оброк. Топ. Ајде. Почнуваме со сервирање. Тестенините. Хоп. Како подлога. Уау. Како се обави. Топ. И стои тука и требаш. Така. Океј. Втора порција. Ова се големи порции, како ви кажав. Една, две, ке ни остане за нареден пат. Ова тука. Така. Ова. Завршено. Одиме со топчињата. Следиме прво со ова и после сосот. Мислам оти 5-6 топчиња по човек се доволно, гледате. 5-6 вакви ке имаме за јадење. Вака. Тавата, да пазиме оти се враќа од рерна. Така. 3. Ајде, ќе ставиме исто овде. Така. 2. 3, уште 2. Како кажав, 5, 6 се доволни. Ете вака, 3. Пап. Вака. Ова е завршено. Одиме сега со сос. Вау. Сега сосот на тоа. Вуаля. Така. Океј. Нека стои тоа. Тука. Ова. Намалуваме и. Ја сакам малку рендан кашкавал да му ставиме. Ајте, тука е кашкавалот. Кашкавалот за мене, ова ќе биде final touch. Така. Ова ќе се топи така на топчињата. Вау. Така. Вака. Малку зелено ќе му ставиме сега, малку Макдоналдс, чисто за декор. Како ми се допаја. Ќе видите, за кратко како ќе почне да се топи ова. Мислам оти нема да има време и да се топи. Оти, ја слушам, Шери доаѓа, а јас не сум спремен. Тоа е тоа. Шери, шо ќе готвиме денес? Па спремни сме. Вуаля, малку зелено и можеме да кажеме добар апетит. Ова беше на брзина преубаво направено. Се гледаме за нови рецепти.
нашите пријатели од Вино Маркет, денес ви носиме неколку корисни совети како да го изберите, сервирате и уживате во вистинското вино. Со оваа добра храна мора да се најде и добро вино. А во Вино Маркет може да најдеме едни од најквалитетните вина на пазарот. Таму ќе најдете 200 различни видови вина од врвни македонски винарии. Малвазија од винарија Козлович, свежо минерално и префинето вино кој што ја носи магијата на хрватското крајбрежје. Посетете го Вино Маркет во центар и не ја пропуштете шансата да пробате нешто ново. Шери, што ќе готвиме денес?